Прво информативно издание за денес. Добар ден. Еве дел од настаните. Националната кампања Македонија без отпати годинава се реализира и тоа со бројни акции. Денес акција за чистење во Штип имаа вработените во општината, јавните предпријатија и училиштата. Во Делчево за прв пат се одржа изложба на стари автомобили. Општината за најдобриот и најстариот олтајмер обезбеди соодветни награди. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ со трибина за справување со семејното насилство. Кампањата Македонија без отпад и годинава се реализира и тоа со бројни акции. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија, Асоцијација за чиста животна средина на иницијатива на општина Штип. Значи, мора веднаш да кажам дека Штип е иницијатор за оваа акција заедно со град Скопје. Да истакнам дека за еден ден не се чисти еден град. Значи, континуирана обврска на сите служби во градот. Значи, на комуналното предпријатие, на Стипион, на сите оние што ги има ангажирано по договор на дело да нашиот град го направиме максимално чист. Не смеам да ги заборавам училиштата. Во програмата на секој училиште има да ги одржуваат сите населби. Да створиме да навика кај луѓето во нашиот град дека тој град е за нас. Дека мора да биде безпрекорно чист. Бидејќи тоа е добро и за здравјето, добро е и за имиџот на градот, но добро и за сите нас, бидејќи сите сакаме да одиме на чисти места. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ вчера организираше трибина за семејно насилство. Како да се справиме со семејното насилство и како институциите се справуваат со ова. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ организира трибина на тема семејно насилство. Поводот за трибината е меѓународниот ден на ненасилството. Сметавме дека семејното насилство е токму оној вид на насилство кој што е можеби најчест и распространет, така што оваа тема се надевам дека ќе биде корисна за сите слушатели и воопшто за нашите сограѓани, значи да ставиме еден акцент на тоа колкав е бројот на случаите со семејно насилство, како да се справиме со него и како институциите се справуваат со семејното насилство. За таа цел денес поканивме гости кои што ни се од две институции, и тоа од секторот за внатрешни работи, од одделението за превенција и од Центарот за социјални работи во Штип. Во Делчево за прв пат се одржа изложба на стари автомобили. Речиси сите ретро автомобили кои беа изложени на првиот олтајмер собир во Делчево се во исправна состојба. Општината за најдобриот и најстариот олтајмер обезбеди соодветни награди. За некого се пасија, за некого гордост, а за некого олтајмерите се обично превозно средство кое се уште ги служи во извршувањето на секојдневните обврски. Речиси сите ретро автомобили кои денес беа изложени во рамки на првиот собир на олтајмери во Делчево се во исправна состојба. Едни од примерите за автомобили кои без прекин работат се и 40 годишната Volkswagen Бубана делчевчанецот Стоју Лесовски, популарното Фикјо на Стојне Стојменовски и незаменливиот Фијат на Младен Крстевски, автомобили кои досега немале посериозни механички проблеми. Така? Да. Дали е исправна? И се уште ја користите? Да. Работи регистрирано, низ цела Македонија може да оди. Колата е во исправна состојба, во возна состојба е. Скоро, како што ја гледате, не е мененото ништо. По оригинал. Тогаш излезна прва серија Елегант. Од првите коли поскапа беше, но се исплатеше бидејќи оваа кола направи прошетка скоро низ цела Европа. По Бугарија, по Грција, по одмори, по Србија за време на Југославија. Па не ми се продава бидејќи остаресто неа јас. Затоа ќе ја оставам на децата. Ако сакаат, нека ја чуваат, нека ја поправиат и некој е во возна состојба, нема проблем. Еве моторот како работи, како да е нова. Но пасијата кон старите автомобили не ја гаат само возрастните. Љубовта кон олтајмерите живее и меѓу помладата популација. Форд Кортина L од англиско производство. Го имам од мојот дедо, Милчо Сугарев. Таа е произведена 1972 година.
Пред една година реставрирав и сега учествувам на ова манифестација. Ентузијастите кои го организираа настанот Емил Илиевски и Лоренцо Трајановски, кој оправдано беше одсутен, но беше присутен преку социјалните мрежи, се изненадени од огромниот одзив на сопствениците на олтајмери кои ги имаше над 50-тина. Целта е собир на стари возила, љубители сме на постари возила и еве собравме неколку околу 50-тина возила до сега. Па идејата сме биле на многу настани у други градови, па така одлучивме и да направиме еден настан и сакаме секоја година да се одржи како традиција. На крајот, плакетата за најдобрите, најстари, но и најсочувани олтајмери заминаа во рацете на Методи Андонов и Ванчо Белогаски, инаку собственици на Volkswagen Буба од 1966 и Fiat Campagnol произведен 1957 година. Имајќи го предвид фактот што денеска навистина имаше голем одзив на луѓе кои што поседуваат стари автомобили, слободно може да се каже дека собирот на олтајмери кој за прв пат се одржа во Делчево беше повеќе од успешен. Земјоделците во Виничко бараат средба со заменик министерот за земјоделие. Сакаат за секојдневните проблеми да се соочат со најповиканите. На средбите со представници од подрачните единици за земјоделие и агенцијата, тие бараа конкретни одговори за повеќе прашања. Иако во очекување, синоќа земјоделците од неколку населени места во Виничко не добија шанса да ги прикажат своите проблеми пред надлежните од централните институции. Одговор на многу прашања кои ги тиштат побара од локалните институции. Иако средбите во Јакимово и Блатец требаше да се фокусираат во делот на исплатени, тоест неисплатени за доцнети субвенции, најповиканите од платежната агенција не стасаа да ги разјаснат дилемите. Наместо за субвенциите, земјоделците се пренасочија на барање решение за штетите од поплавите. А со земјоделна комисија и виделе дека стварно нема нивата. И ме повикаат и им однесат жиро сметка дека ќе да надоместат. И сега прават те некој прават дека никој не разбира. Не е тоа тачно. И не сакам такви манипулации више. Како донес што наплатили. Нивата е дигнана, нема ја. Да е натачен, не се жал. Ќе земат тракторите, ако мога. Ако не мога, нека стои така. Нема нивата. И ќе го нема целото поле, ако никој не поведе рачун. И знам дека никој нема да поведе рачун. Затоа што водозајца не постои, а водостопанство знаат одмах белешките кај директно да дадат на обвинител за плаќање. Раководителот на подрачната единица за земјоделие Зоран Соколов одговараше во рамките на своите надлежности. Пред се штети на земјоделски култури. Во дело на множество значи штети од поплавени површини, однесени површини на земјоделско земјиште, значи у тај дел исплати на такви штети нема. Меѓутоа кај нас нема уште ни исплата, односно обештетување и од штетите причинети по земјоделските култури. Поред проценките на надлежните, во февруари биле поплавени околу 200 хектари, а цели 20 хектари се однесени целосно и воопшто ги нема. Нефункционирањето на водните заедници со статусот кој моментално го имаат е проблем кој навистина бара долгорочно решение. Дел од присутните алармира и за незаконско црпење песок од река Осојница, со што долгорочно се доведува во прашање водоснабдувањето на село Јакимово. Побара одговорност од надлежните институции да се стави крај на оваа узурпација, а и директна средба со заменик министерот за земјоделство. Нивните барања, забелешки, сугестии благовремено ќе бидат доставени до сите повикани институции од страна на подрачната единица за земјоделие. Чадеа казаните за печење ракија на платото пред спомен домот на Асном во Делчево во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата. На 20 на штандови беа изложени разни производи од сина слива, која е бренд на пијанецот. Трета година поред во Делчево се организира манифестацијата Пијанечки денови на сливата. Целта е промоција на пијанечкиот бренд Сината слива и изложување на производи кои се подготвуваат од слива. Трета година поред општина Делчево е организатор на манифестацијата Пијанечки денови на сливата и се надеваме дека ова ќе прерасне во вистинска традиција и општина Делчево сериозно ќе го промовира производот во сливата како артикал по кој што ќе се препознава пијанечкиот регион. Ние сите знаеме дека од производството на сливи живеат многу семејства во општина Делчево, така да тоа и си заслужува поддршка од општината Делчево во промотивна смисла.
20 штандови изложија индивидуални земјоделци, физички и правни лица од пијанечкиот крај, на кои беа представени неколку активности: печење на ракија, подготовка на мармалад, подготовка на сладко и компот и бели пецива, декорирани и подготвени од сина слива. Ракија вариме од поодавна. Сега почнуваме да ја собираме кога веќе поузе. Килограм или тони слива е потребно за еден казан? За казан околу 100 кила, зависи од казано колку е казано толку сливи, например, по 100 кила, 100 кила, ако е поголем повише. И така. Колку се вари еден казан ракија? Па едно 5-6 сата, зависи како треба. Колку степена е идеално еве за пиење ракија? Па од 45 е набаво, ние нешто правиме сите поека манку. Ланската и преланската година имам добиено прво место за најдобра ракија, за највесела ракија. Ето сега учествуваме, сега не се надпреверуваме за најдобра ракија, како најдобар штанд, па ќе видиме како е. А сливата може да се употреби у многу нешта. У се што се постои благо, па и солено. Ете, ја овој колач го направих со тесто, во тестото шеќер малку, зетин малце, солца малце, а през средината на 2 дела сина слива, мармалад. Обичам мармалад, што е многу вкусна пијаничката слива и така, затоа се употребува многу нешта. Ете, јас го направих тој колач. Со своји штандови на денешната манифестација учествуваа и учениците од двете основни училишта и од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо со производи кои сами ги подготвиле. Ние сме од гимназијата Методи Митевски Брицо. Ние учениците од прехранбената струка и оваа година учествуваме на оваа манифестација Пијанички денови на сливата со производи кои сме ги изработиле во училиштето. Па прво ги чистивме сливите, потоа ставивме вода во шерпата, зоври и ги стуривме сливите. Организаторот на настанот општина Делчево за учесниците додели парична награда и тоа првопласираниот штанд доби 150 евра, второпласираниот 100 евра и третопласираниот штанд доби награда од 50 евра. Манифестацијата беше збогатена и со културно-уметничка програма. Утре во Штип ќе се одржи хуманитарна трка која ќе започне од центарот на градот со почеток од 11 часот. Сите заинтересирани може да учествуваат на оваа трка. Собраните средства ќе се донираат во училиштето за децата со посебни потреби во Штип. Herbalife компанијата учествува со повеќе вакви хуманитарни акции. Сега за во недела во Штип е организирано хуманитарна трка, каде што можат да земат учество сите хуманитарни луѓе и оние кои што не спортуваат, значи ќе се пешачи и битно е да се присуствува на самиот настан. Трката ќе се одвива во центарот на градот, значи од спроти соборниот храм Свети Никола. Почнува во 11 часот. Учеството е 200 денари. Учесниците добиваат за возврат маичка со надпис од Herbalife. Парите кои ќе се соберат ќе се донираат во дневниот центар за деца со посебни потреби во Ново село. Најмалку 30 луѓе загинаа и 600 се исчезнати во Гватемала по лизгање на земјиште, во кое беа уништени 100 куќи во близина на главниот град. Меѓу загинатите има 3 деца. 25 се повредени во несреќата што се случила изминатата ноќ, јавуваат локални медиуми. Над 1000 војници, полицајци и пожарникари се вклучени во спасувачките операции во Санта Катарина. Над 10.000 американски граѓани годишно се жртви на огнено оружје. Во споредба, многу малку американци се жртви на терористички напади. Од 11 септември 2001 година, годишно од 9 до 74 американци загинуваат во терористички напад. Ова се податоци од сајтот Vox. Овие податоци ги коментираше председателот Барак Обама, кој во четвртокот по нападот со огнено оружје во Орегон, во кој загинаа повеќе лица во еден универзитет, побара промена на законот за носење огнено оружје. Личните податоци на 15 милиони предплатници на американскиот мобилен оператор T-Mobile, филијалата на германската компанија Deutsche Telekom, биле украдени при сајбер напад против негова фирма подизведувач. Хакерите ги добили имињата, датумот на раѓање, адреса и броеви на социјалното осигурување на овие луѓе, соопшти T-Mobile во писмо до своите клиенти. Четвртиот по големина мобилен оператор во Соединетите Американски држави увери дека не биле украдени информации за банкарските картички на претплатниците. Минатата година американските организации пријавиле околу 800 случаи на хакерски кражби на податоци.
Во недела ќе се одигра редовното 9-то коло од првата македонска фудбалска лига. Во досегашните одиграни надпревари актуелниот шампион Вардар и екипата на Шкендија продолжуваат со трката за првото место. Минатото одиграно коло на стадионот во Кочани, Брегалница успеа да освои 3 бода против екипата на Хоризонт Турново и се искачи на 6-та позиција. Надпреварите од 9-то коло ќе се одиграат со почеток од 15 часот. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува кај екипата на Ренова. Интересно се очекува да биде и во дуелот помеѓу Шкупи и Шкендија. Вардар ќе гостува во Кратово кај Силекс. Турново ќе ја пречека екипата на Царев двор и екипите на Скопје, Работнички и Металург. Моменталната бодовна состојба изгледа вака. Шкендија е на првата позиција со 21 поен, Вардар на втората со 20, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Брегалница 9, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени. Утре ќе се одржи второто коло во Суперлигата во пинг-понг по првата победа во Штип против шампиони ФА. Пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев ќе се надпреварува против екипата на МЕЦ од Скопје. Во недела на програмата се надпреварите од второто коло во првата пинг-понгарска лига. Екипата на Кочани ќе му биде домакин на Ѓорче Петров. Поточно ова ќе биде дуел на првопласираните две екипи, кои во првото коло ги совладаа своите противници со максимален резултат од 5:0. Надпреварот во Кочани се игра во салата на основното училиште Малина Попиванова со почеток во 11 часот. Бидете со нас и во дневникот во 16:30. До тогаш останете со програмата на Канал Плюс. Пријатен ден.